Значи, од мали некако не учат дека конкуренцијата е здрава. Нели? Дека таа ги раѓа најдобрите производи, ги гради оние најсилните компании и некако го придвижува целото општество напред. Апсолутно. Тоа е стандардниот наратив. Да, стандардна лекција. Но што ако таа лекција е целосна лага? Стварно добро прашање. Што ако надпреварувањето всушност е дизајнирано само за губитници? Мислам, ова идеја која целосно го превртува она наше стандардно разбирање за успехот. Јас бев навистина изненадена кога почнав да ги читам овие материјали. Токму така. Види, многу е удобно да се гледа конкуренцијата како некаков мотор на напредокот. Затоа што тоа е модел кој се примени буквално во секој аспект од општеството. Од училишните клупи па се до глобалните пазари. Точно. Оценки, спортски надпревари, бизнис. Но кога ќе се отстрани таа илузија, преку овие извори се открива дека постојаното надпреварување за еден ист простор води само кон една дестинација, а тоа е просечност и тотално исцрпување на ресурсите. Океј, ајде да го разглобиме ова. Мисијата во оваа длабинска анализа ни е да ја деконструираме филозофијата за една од највлијателните книги во светот на бизнисот и стартапите, Од 0 до 1 од Питер Тил. Имаме одлични белешки и извадоци кои ги сумираат клучните лекции. И лекциите се стварно радикални. Да. Целта е да разбереме како навистина се создава вистински напредок и долгорочна вредност надвор од таа матрица на просечното работење, каде што сите се тепат за истиот мал дел од колачот. Парадоксот овде е дека успехот апсолутно не е лотарија и дека вистинскиот победник е оној кој одбива да се надпреварува. Вака сега, за да се разбере оваа механика, неопходно е прво да се дефинира разликата помеѓу тоа да се направи нешто само малку подобро и нешто сосема ново. Да, нешто апсолутно ново. Значи, напредокот не е само една права линија. Тој се движи по две сосема различни оси. Првата оска е хоризонталниот напредок. Тоа е движењето од 1 до N, нели? Токму така, 1 до N. Во суштина, оваа значи реплицирање, земање на нешто што веќе постои, што е докажано дека функционира и негово масовно копирање. Значи тоа би било класичната глобализација. Па, например, ако постои некаков успешен модел на пицерија во Италија, хоризонтален напредок е само да отвориш уште 1000 такви пицерии. Да, отварање на илјадници такви низ целиот свет, моделот е познат, пазарот е веќе јасен, нема непознаници. Точно. Земаш формула и ја мултиплицираш. Но втората оска е она што навистина го менува светот. Тоа е вертикалниот напредок, или тој познат скок од 0 до 1. Ова е чинот на создавање нешто што никогаш претходно не постоело. Значи, тоа е вистинската дефиниција за технологија. Не е само подобрување на веќе постоечки систем, туку создавање на нов свет кој ги прави старите начини целосно застарени. Овде сакам да поставам едно сценарио од историја кое некако интуитивно ми се наметнува. Ако некој утре изгради нова машина за пребарување на интернет, која е многу подобра од Google, да речеме алгоритам кој е 2 пати побрз, има почист дизајн, дава порелевантни резултати. На прв поглед, ова звучи како огромен технолошки скок. Зарем создавањето на толку супериорен продукт не е скок од 0 до 1? Тоа е стапицата во која паѓаат огромниот дел од луѓето. Според историја, одговорот е категорично не. Чекај, стварно? Зошто не? Затоа што правењето на подобар пребарувач од Google не е чекор од 0 до 1. Концептот на интернет пребарувач веќе постои. Проблемот е дефиниран, пазарот постои, правилата на играта се веќе поставени од некој друг. Значи само се влегува во веќе постоечка арена. Точно. Кога се создава само подобра верзија на нешто, тоа е скок од 1 до 1,2. Или ако ептен се потрудиш од 1 до 2. Се игра во веќе постоечки свет. Вистинските предпремачи, оние од 0 до 1, тие градат свет каков што никогаш не постоел, наместо да градат компании за да бидат како другите. Значи, вистинската цел не е да се победи конкуренцијата, туку да се избегне целосно. И тука доаѓаме до најконтроверзната идеја во белешките.
ставот кон монополите. Ова е клучно. Да. Зашто кога ќе се спомне зборот монопол, првата асоциација кај луѓето е секогаш негативна. Се мисли на високи цени, лоши услуги, некаква стагнација. Но овде се тврди дека монополот е всушност крајната и единствена дестинација за секој успешен бизнис. Да. Ама бара многу прецизно разграничување овде. Кога луѓето мислат на негативните страни, тие мислат на оние корумпирани, државно спонзорирани монополи. Како водоводна компанија во еден град која може да наплаќа колку сака. Баш така. Значи нема иновација, има само изнудување. Но оваа филозофија зборува за нешто сосема друго. Зборува за креативни монополи. Креативен монопол. Тоа би значело компанија која е толку добра во тоа што го прави, што никој друг не може да понуди ни приближна алтернатива. Кога производот е толку супериорен, што категоријата конкуренција престанува да има смисла. Ваквите монополи не го цедат општеството. Напротив, тие нудат огромна вредност. За разлика од оние кои се заглавени во жестока конкуренција. Точно. Ако си во совршена конкуренција мораш да ги спушташ цените за да преживееш, профитот ти паѓа на нула, а креативниот монопол задржува високи профити, кои му овозможуваат да инвестира во истражување и да ги финансира следните скокови. Значи, конкуренцијата е за губитници. Еве каде станува навистина интересно. Значи, врз основа на ова, пазарот е всушност полн со лаги. Аналогијата од белешките ми е омилена. Компаниите се како луѓе кои носат маски во зависност од тоа кој ги гледа во моментот. Имаат една маска за владата, а друга маска за инвеститорите. Тоа е гениална обсервација за пазарот. Значи, имаме две страни на таа лага. Првата лага ја кажуваат вистинските креативни монополисти. Замисли компанија која доминира никогаш нема да излезе во јавност и да каже... Да каже, ние сме монопол. Токму така, затоа што тоа е покана за антимонополските комисии да дојдат и да ги поделат. Затоа тие ја ставаат маската на ранлима компанија во многу конкурентен пазар. Вештачки ја прошируваат дефиницијата на нивниот пазар. Например, технолошкиот гигант за пребарување нема да каже дека држи 80% од пребарувањето, туку ќе се дефинира како мал играч во огромниот глобален пазар на дигитално рекламирање. Да, и наеднаш нивниот удел паѓа на неколку проценти. Создаваат наратив на жестоко надпреварување за да се заштитат од државата. Замисли ресторан кој нуди иста храна како уште 5 други ресторани на истата улица. Маргините на профит им се нула. Точно. Но кога ќе излезат пред инвеститори, тие ставаат маска на уникатност. Тие стеснуваат дефиницијата на пазарот за да звучат посебно. Она што е фасцинантно овде е како очајнички измислуваат микрониши. Како што е наведено во изворите, пичот звучи смешно. Ние сме единствениот ресторан за британско-тајландска фузија, кој работи само во вторник навечер, на оваа конкретна улица, само за да привлечат некој денар од инвеститорите. Да, за да прикријат дека се целосно заменливи. Што значи дека профитабилните компании се исклучиво оние кои имаат нешто толку уникатно што никој друг не го нуди. Откако го утврдивме тоа, дека монополот е крајната цел, логично се поставува прашањето: кои се архитектонските елементи за да се изгради таков систем? Имаме 4 карактеристики според изворот. Првата и најважна е софтвената технологија, но не било какво подобрување. Технологијата мора да биде барем 10 пати подобра од алтернативите. 10 пати? Тоа е огромна разлика. Мора да е толкава. Ако новиот производ е само малку подобар, луѓето нема да го прифатат поради когнитивниот товар и трошокот на промена. Луѓето се навикнати на своите рутини. Мора да понудиш нешто експоненцијално супериорно за стариот систем преку нож да изгледа смешно. Како преминот од машини за пишување кон компјутери, нема враќање назад. Вториот столб се мрежните ефекти. Често се зборува за ова како кај социјалните мрежи, нели? Колку повеќе луѓе ги користат, толку се покорисни. Да, механиката е едноставна. Ако имаш социјална мрежа со еден корисник, таа не вреди ништо. Но кога ќе се приклучат милиони, вредноста е огромна. Тоа создава заштитен зид. Дури некој утре да направи технички подобар софтвер, нема да успее, затоа што сите твои пријатели се веќе на старата мрежа. Третиот столб е економијата на обем.
Ова мислам дека најмногу се однесува на софтверските бизниси. Точно. Во традиционален бизнис, да речеме фабрика, ако сакаш да растеш, мора да градиш нови фабрики, да купуваш машини. Трошоците растат паралелно. Но кај софтверот, откако ќе го напишеш кодот, маргиналниот трошок за нов клиент е речиси нула. Значи бизнисот зајакнува како што расте. И четвртото е брендирањето. Силна идентитетска вредност, како Apple, каде производот не е само алатка, туку статус или дел од идентитетот. Ако го поврземе ова со поголемата слика, овие 4 карактеристики не се градат врз очигледни факти. Тие се градат врз основа на тајни. Тајни? Како мислиш тајни? Во суштина, клучното прашање за секој иноватор е која важна вистина ја знаете вие, а со која скоро никој не се согласува со вас. Ама чекај малку. Ова морам да го предизвикам. Ние живееме во време каде што сите имаат пристап до истите информации. Интернет, отворени податоци. Многу е тешко да се најде тајна во таков свет. Ако веруваме во нешто што сите веќе го знаат, нели, не можеме да изградиме ништо ново. Но како воопшто да се најде таа неискористена можност или тој скриен проблем денес? Види, тоа е многу логичен отпор. Но тајните за кои се зборува овде не се некакви шифрирани податоци во сеф. Тајните се перспективи. Тие се парадокси кои сите ги гледаат, но ретко кој ги преиспитува. Како, например? Па, например, пред појавата на сервисите за споделување сместување, како Airbnb, Да. општо прифатена вистина беше дека луѓето никогаш нема да пуштат странци да спијат во нивните слободни соби. Тоа се сметаше за лудост. Токму така. Тоа беше факт. Тајната беше во тоа да се согледа дека постои огромен капацитет од празни соби и дека со правилен систем на доверба тоа може да се претвори во пазар. Значи, не недостасуваа информации, недостасуваше храброст да се мисли надвор од она што сите го зборуваат. Недиференцираните производи никогаш не создаваат трајна вредност. Океј, да речеме дека ја откриваме најголемата тајна на светот. Имаме технологија што е 10 пати подобра. Ама сето тоа е бескорисно ако механизмот за нејзино остварување е расипан уште од самиот старт. Што не води до оние закони за основање на компанија, поточно законот на Тил. Да, законот на Тил е брутално искрен. Тој вели, компанија со лоша основа не може да се поправи подоцна. Значи, изборот на партнери, првите вработени, Тоа е најважната одлука. Аналогијата е како лансирање ракета во Вселената. Ако траекторијата е сгрешена само 1 милиметар на почетокот, тогаш првите неколку метри нема ни да се забележи. да, ама како што ракетата патува илјадници километри, таа мала грешка експоненцијално се зголемува и на крај ќе заврши милиони километри далеку од целта. Ако основачите имаат различна визија уште од првиот ден, тоа не се лечи со пари. Таа пукнатина ја руши целата компанија. А кога сме кај траекторијата, тука има уште еден елемент за кој инженерите често се слепи. Продажбата и дистрибуцијата. Сите мислат, ако направам совршен производ, луѓето сами ќе дојдат. И тоа е огромна заблуда. Дури и најдобрата технологија пропаѓа без дистрибуција. Овде се зборува за парадоксот дека најдобрата продажба е всушност невидлива продажба. Што значи тоа во пракса? Дека не изгледа како продажба. Точно. Механизмот на дистрибуција мора да биде толку природно вграден во самиот производ, што луѓето го усвојуваат без да чувствуваат дека некој им продава нешто. Например, ако е софтвер, корисниците мора самито да покануваат други корисници како дел од искуството. Ако немаш план за продажба, џабе ти е технологијата. Па што значи сето ова? Ако ги сумираме лекциите за практична примена врз основа на овие материјали, треба да се почне од мало, нели? Да се доминира во мала ниша, па потоа да се шири. Апсолутно, не го напаѓај веднаш целиот свет. И да се биде така наречен дефинитивен оптимист. Значи да се има многу јасен план за иднината, наместо само да се чека пазарот да диктира што ќе се случи. И секогаш, фокус на производот, но без да се потцени дистрибуцијата. Како што вели еден цитат овде, среќата е нешто што се контролира. Значи успехот е резултат на свесен дизајн, а не на некаква лотарија. Ти ја дизајнираш иднината. Да се резимира накратко, вистинскиот напредок е скок од 0 до 1, значи вертикален скок.
Монополот е дефинитивно посакуваната дестинација за креаторите. Клучот лежи во откривањето на непризнаени вистини, или оние тајни за кои зборувавме, и се започнува со екстремно цврсти основи и невидлива продажба. Ова покренува едно важно прашање, значи ако крајната цел на секој иноватор е да премине од 0 до 1 и да изгради неоспорен монопол кој целосно ја елиминира конкуренцијата, дали тоа значи дека крајната дестинација на технолошкиот напредок е свет во кој пазарот е целосно контролиран од неколку гиганти? Тоа е стварно длабока мисла. Значи, дали самиот чин на врвна иновација на крајот всушност ја уништува слободната пазарна динамика, што воопшто овозможила таа иновација да се роди. Токму тоа е парадоксот. Да, парадокс за кој на вистина вреди сериозно да се размисли откако ќе заврши оваа наша анализа. Дефинитивно отвора многу прашања за иднината. Ве оставаме со таа мисла за истражување понатаму. Слушајте не и размислувајте надвор од рамките.